Господин Алиатифим, Скопје е домаќин на Македонскиот енергетски форум. Што овој настан, каде што се собрани значајни имиња во одделот на енергетиката, европската и регионалната, какво е значењето на овој настан и каде сме ние, каскаме ли за регионот? Благодарам. Вистина, овие иницијативи и ваквите форуми влијаат позитивно и ја позиционираат нашата држава како регионален центар за диалог и исто така за енергетска соработка во Западен Балкан. Исто така можем да констатирам дека ние треба да ја искористиме нашата местоположба. Стратешка е позицијата на Северна Македонија, затоа треба како наша стратегија да инвестираме и тоа го правиме, значи во градење на интерконекции, зајакнување на интерконекции. Значи, како што знаете веќе, започна со градба интерконекцијата Северна Македонија Албанија. Исто така со КОСТ од Република Косово веќе аплициравме за ПЕЦИ статус за новата интерконекција Тетово-Призрен. Исто така во меѓувреме работиме интензивно со ИПТО од Република Грција за зајакнување на постоечката интерконекција Битола-Мелити. Значи и се тоа е во насока на зајакнување на врските на нашата држава со регионот. Тоа на крај е продуктивно и е позитивно за целата стабилност енергетска на нашата држава, но и на регионот. Беше кажано дека потенцијалот на Западен Балкан е огромен. Што МЕПСО дополнително прави за да се реализира сето тоа? Понатаму, значи ние планираме и ревитализација на постоечката 110 киловолтна инфраструктура. Значи проектот се планира многу скоро да биде објавен како јавна набавка. Проектот кој што почнува од Гостивара завршува во Битола 1. Додатно во тек е еден од најголемите проекти во енергетиката, а тоа е проектот Милетково кој што е во тек. Исто така, значи во процес на финансирање на проектот Нова Скада, која што е многу битно исто така за функционирање на системот. Сите се овие дел од нашето портфолио и нашите активности кои што во овој период го интензивно работиме. И уште каде ги гледате потенцијалите на земјава, а каде ги гледате ризиците? Што е ризик за нас сето ова да не се реализира? Значи има нормално дека не би ги нарекол ризици, туку би ги нарекол предизвици. Значи тоа е високите напони се наши предизвици кои што секојдневно се бориме со нив, но исто така и изнаоѓаме и решение и таа фаза на реализација е значи вградувањето на шант реакторот кој што оваа година би требало да се заврши. Високите напони се предизвики за нас, но исто така и за регионот, но ние успешно пробуваме да се справуваме со тоа. Господин Алиатифи, ви благодарам за разговор.